сме, почитувани гледачи, разиграни и добро расположени со музиката на Тумбао Салса Бенд и на мое големо задоволство врвниот музичар Петар Ренчов е денеска дел од неделниот микс. Добре ни дојдовте. Ви благодарам за најавата. Тоа врвниот ме прави дури да се чувствам преубаво. Сосем оправдано, нели? Звучето врвниот е клучното за најавата. Сосем оправдано. Ви благодарам на поканата, многу ми е пријатно, ве следам до сега и еве и чест ми е да сум гостин во емисијата. Ви благодарам многу и еве официјално и пред камерите честитки за 20 години Тумбао Салса Бенд. По тој повод неодамно имавте и концерт токму во Националната опера и балет, каде што и публиката преубаво си помина, но исто така и сите, еве, кои бевме присутни, ве молиме да не чекаме следни 10 години за нов концерт. Па, јас се надевам дека нема да чекаме. Се си бара фреквенцијата на природата да биде со нас. Значи, му требаше на Тумбао Салса Бенд. Време ни имавме настапи, највеќе настапи во живо, правевме, креиравме, сега со Ристо Самарџиев извадивме еден спот, Галичица се вика, сега имаме една песна што вика Крувче, па за неја ќе вадиме видео некое. Така да, највеќе не красат настапите во живо и со тоа живеевме изминативе 10 години и созреа времето, прославувајќи ја 20 годишнината да направиме концерт и уживавме додека работевме. Преубава атмосфера, таа буквално атмосфера на Куба и салсата, вие сте оне кој што ни ја донесовте во Македонија. Па, ако може така да се каже, не? Беше сосема случајно, заради тоа што мојот брат кој студира во Келн, кој студираше во Келн, научи да свири салса на перкусии и на тапани. И кога дојде во Скопје, организиравме во тоа време најдобрите музичари кои се саксофонист, тромбонист, пијанист Дамир Имери. Го направивме салса бендот. И ја тогаш свирев бас гитара, нема потреба на салса музиката од гитара. Гитаристот секогаш вишак во салса музиката, ама ете, македонската салса со гитарист ќе биде. Така да го направивме бендот, брат ми се врати во Германија и остана бендот, ја да го водам и концертот главниот ни беше последниот концерт на Универзална сала. После нас 2 дена ја затворија Универзална сала. Тоа беше последното музичко доживување во Универзална сала. Сега ќе чекаме да се отвори Универзална, која да ја направа, па да се отвори. Први вие треба да имате концерт таму. Па први ние да имаме концерт. Многу убаво, еве веќе спомнуваме дека толку долги години кубанскиот ритам го спојувате со македонската мелодија. Секогаш има шмек и на македонски мелос, но секако салсата како заштитен знак ваш. Така е. Салса музиката потекнува од Африка, меѓутоа тој карипскиот дел пред Америка е пак поврзан со афричките земји, од кај што носеле во тоа време робови црнци и создадена е музика која е, да кажеме, растеретена од секојдневието, растеретена од социјалните проблеми, растеретена од храна и пушеле пура, пиеле рум, морето пред нив и не им требало ништо повеќе, не им требало да возат најскапите коли, да бидат богати, едноставно живееле убаво во музика. На сличен начин и кај нас се живеело по планините, во селата. Се чекало да дојде свадба, за да затупаат топаните и нашите 7 осмини да ги преточиме во песна. А длабоки ни се срекните песни, но уште подлабоки ни се тажните песни. Истото така е и на Карибите. Значи, они имаат повеќе им се, нашите се од болка, од потиснување на изразот на секојдневието,
а кај нив е се повеќе романтични зборот за љубовта. Така да, пробувајќи ја салсата, која е практично ритам на конгите, ние го направивме салса бендот да има конги, тапани, дувачки инструменти. Еден цел оркестар буквално. Така е. Така. Да извучите одлично на многу прослави настани, ви имам слушано Најубавото од се перфектна што сега имаме македонка, ама кубанка по потекло од Куба. Тука живее. Од Куба, тука живее, има Александар и се вика детето. Земена е со Ѓоргија од Ново Лисиче и од Куба директно ја преселивме во Ново Лисиче. Меѓутоа прекрасно пее и многу убаво ни дојде како еден освежување на бендот. Еве можеме и целиот бенд да го спомнеме, кој се нели е дел од Тумбао Салса бенд и останатите колеги? Тумбао Салса бенд е на конги Арсо Јаневски, на тапани Павел Ренџов, Горан Гешовски на бас, Јован Цветковиќ е на пијано, го гледаме во моментов. Анче Наумовска пратечки вокал, главен вокал е Јасмин Лопес Ривера, така е името. Кирил Кузманов на саксофон, Сенат Усеин на труба, Сачко Николовски на тромбон. Така да е на Горан Гешовски на бас, не дали го спомнам, многу сме, па дури и овако гитаристот познатиот облечен во бела кошулка кој што е во студиото денеска. И така, работата е да донесеме малку свежина на македонската музика и дури добиваме понуди на Балканот да свириме. Одлично. Да, така да. Тоа е одлично. Убаво е. Петар, колку, например, требаше и колку се интересиравте вие сите овие 20 години за кубанската култура, за генерално шпанскиот јазик, нели? Да. Значи тоа е дел од, да кажеме, не само мое лично, туку истражување на целиот бенд, за да стигнеме поблиску до таа култура, за да можеме македонската песна да ја споиме со културата. И имавме многу одлична среќна околност, што на времето пред 15 години имавме емисија за джез, се викаше Котон клуб, наша емисија, ние бевме домакините на емисијата, джезерите сите од Македонија ни беа на гости и не поканија во словачката амбасада дека имаат бенд од Куба, оригинален бенд од Куба, не поканија нас да бидеме гости на нивниот настап во амбасадата и се запознавме со првиот бенд кој дојде во Куба и од тогаш наредните 4 години нон-стоп Дејан Органџиев носеше од Куба бендови овдека и ние на наше огромно задоволство директно со најдобрите кубански музичари, не од Гвантанамо, туку од Хавана генерално, научивме, јас земав трес кај една часови по трес кај една професионален свирач женско кој неколку, да кажеме, десетина часови ми објасни на кој начин се свири. Така да влеговме директно во музиката. Тоа ни помогна директно да влеземе со овако. Ние едва чекавме да имаме, они ни доаѓа на нашите настапи. Тогаш свиревме во Midnight клуб и на секој настап доаѓа, па се мешавме на сцената, настапувавме заедно. И кога се дружи со такви музичари, тоа е оригиналот. Да. Ние бевме во Словенија и во Словенија свирија македонска музика словенците. Можам да ви кажам, предпоставам дека и Тумбао Салса бенд во очите на кубанците сме почетници, колку што во моите очи беа во Словенија кога свирија седумосминска музика. Значи, нормално е тоа, им годи, да, сака да ја свират македонската музика, ама го немаат
тој сензибилитет. Сензибилитетот го нема. Предпоставувам дека и овој бенд можеби во очите на кубанците е меѓутоа за нас е ја мислам дека е големо освежување. Апсолутно, и можеби сепак во очите на кубанците не сме на толку, нели, не сме на толку, да кажам, неко негативно ниво, туку напротив, дека онај шмек кубански и покрај тоа што нели не сте од таму изворно, сепак така го пренесувате кај нас и да, го пренесуваме. Еве, Јасмин која е од Куба и која е професионална музичарка, она има завршено музичко школа во Кавана, иакош е од Гуантанамо, меѓутоа она вика дека овој бенд наликува на латин джез бенд од Куба. Така тоа е важно, нели? Да, изворно таму што така вела дека е така. Нели, не треба да бидеме сега само бендисани, но дефинитивно треба да веруваме дека на добар пат сме, да личиме барем колку толку во изvedбата. На што се угледуваше Тумбао Салса бенд? Овдека имаше концерт Тито Пуенте, тој е кубанец кој е најдобар перкусионист заедно со Пончо Санчес. И имаше концерт во склоп на Скопскиот джез фестивал. Ние му пеевме на концерт, видовме дека тоа е сложена музика, значи многу треба голем масраф за ритмички за да се свири. Потоа Cuban All Stars настапува во Мајами и тој концерт ние го проучувавме за да стигнеме до звукот кој сега го правиме. Ја претходно многу ја сакав блуз музиката, бев навлечен на старите блузери, дури од B.B. King имам личен подпис на гитарата, меѓутоа кога таа автентична музика на црнците во Америка ја заменив 2005 година со автентичната музика на латино регионот на Карибите, па тука си Венецуела, Колумбија, исто така Порто Рико, преубави музички, секоја од нив си има своја специфика во ритамот. Например, во Колумбија се вика кумбија ритамот и на друг начин е поставена клавето, значи главниот удар на друг начин е поставен. Така да ние овдека исто на Балканот имаме 7/8 македонски, 7/8 бугарски се различни, 7/8 српски се различни. Турците, заради тоа што од Турција ги имаме 7/8 донесено во Македонија, се уште потврди се таму. Значи и на друг слог се направени. N2, раз, два, три, раз, два, кај нас тројката е на почеток, а кај нив раз, два, три. Значи, кај нив обратно е така и во латино регионот, секоја земја од таму си има своја специфика. Ние случајно ја одбравме Куба и случајно се случи дека ќе се дружиме со кубанци. Едноставно тоа било некаква... Да. Некогаш и треба да се примат знаците, да се читаат и да се прифатат. Посебна е таа култура, латиноамериканската. Посебна е, растеретена е, не е како балканската. Балканската е буре барут. Пред да експлодира, што ќе земеш од животот, така е. А кај нив е со стотици години, со векови, растеретено, морето, убавината, палмите, песокот, пурата, джин или рум, најчесто. И ние пробуваме заради шмекот пред свирење по една пура да запалиме, да го почувствуваме мирисот на кубанската пура. Понекогаш и земаме рум, имаме еден специфичен рум, Аугустура се вика, па ќе си купиме 2 литра, колку за целиот бенд, да пробаме по една чашка пред концертот. Тој шмек да го доживеете. Да, малку да ни дае ритуален ефект. Петар, еве спомнавме конкретно за нивната историја дека тие делуваат растеретено, меѓутоа историски гледано многу тешки моменти имала и Куба и
и она сега што се случува, но и генерално од цела Латинска Америка, но ете во духот се такв. Растеретени. Да, тоа историски гледано пробуваме да го скокнеме заради тоа што тоа таму било покој. Значи во права смисла на зборот. Значи тие не биле напредни колку белците од Европа и од Америка. И нивните тортури освојувачки морале да ги и па дури и Шпанија. Значи Шпанија била земјата која ги освојувала тие и затоа целиот тој регион е шпански јазик, освен Бразил кој е португалски. Да, сличен сензибилитет имаат во секој случај. Има, така е. Петар, имавте и гости покрај Тумбао Салса Бенд и гости на самиот концерт. Мики Јовановски Џафер го испеа хитот Одам на југ. Потоа Ивана Стојановска и Ристо Самарџиев исто имаа своји настапи и конкретно за Ристо Самарџиев заедно со него снимивте песната Галичица по текст на вашиот татко Михаил Ренџов. Така е. За таа песна. Така е. Ја испеа Ристо, така. Да, значи уште пред 10 години Арсо Јаневски, конгашот и кумот на Тумбао Салса Бенд, направи една музика која јас, знаејќи ја на татко ми поезијата наизуст, видов дека ќе залепи многу убаво неговата музика со темата Галичица. И практично ние направивме музиката да биде и среќна и тажна, да потсеќа на единствената убавина на светот, можеби, која е планина помеѓу две езера. И да биде поезијата на татко ми вели: моја љубов е, моја тајна е, моја слика радосница, галеш галичица, заљубена во две езера. Прекрасно. Да, и на тие текстови ја ставивме музиката и нашиот другар од детството, Ристо Самарџиев, беше природно да биде дел од оваа песна. И така некако се склопија коцките да ја направиме Галичица. Од Охрид ни помогна нашите пријатели охриѓани, Оливер Љушевски, на чија едрилица го снимивме спотот. Повеќе имаше трема и повеќе беше среќен од сите од бендот. Ни направи ручек кај него дома. И во апартманите Кукузел имавме една баш охридско-латино забава. Баш убава комбинација. Така да, со задоволство го правевме спотот. Тоа е, значи, убавината си наоѓа своји начини да излезе. Зборам за поезијата и за музиката на Арсо Јаневски да не направиме Галичица. Да, преубаво, навистина. Еве, гледам инсерти од самиот концерт, колку сето тоа било разиграно, весело, публиката која што игра. И во овие времиња во кои живееме, ми се чини дека ни треба малку духот да ни се поткрене, ни треба ваква музика малку, ни треба ведрина. Не знам кој е вашето мислење. Нашата љубовна ча-ча-ча, вика овако со мирис на струмичка мастика. Прекрасно склопено. Да, пробуваме и текстовите и музиката да ги споиме некако, да биде да личи на кумба, ама сепак да е македонски. Да. Така ние и македонските народни песни, како што се среќата со пари не се купува, фато мори душманке, еве сега ја правиме во моментов правиме аранжман за Стани моме да заиграш. Браво. Да. И пробуваме македонската музика да ја вклопиме со кубанската и самото тоа носи радост. Точно. Да, Куба е земја на среќата, на светлината, на убавината, на морето. Ние море немаме, имаме езера и оваа музика одсвирено
со перфектни музичари, возбудливи инструменталисти, мајстори на својот занает. Музичарите се дел од националниот джез оркестар, признати и познати музичари веќе на Балканот. Апсолутно, ми се допадна и овој момент што велите дека и надвор од границите на Македонија имате покани да настапувате. И тоа е одлично. Еве сега бевме скоро во Словенија, настапувавме на некоја голема, да кажеме, концертот беше дел од промоција на Формула 1. Да, така да Тоа е голем успех, браво. Ние не го чувствуваме тоа, можев и да не го кажам, ама убаво е кога Red Bull е спонзор на целиот настан. Кај нас Red Bull нема спонзорство ни едно во Македонија, ама во Словенија има. Така да ја препознаваат убавината на и квалитетот, и нема многу бендови. Во Бугарија има едни Салсито се викаат бенд, Тумбаито Салсито, некако така се викаат, и ни се баш пријатели и можеби размислувавме дали да направиме заеднички концерт во Хрватска со Кубизмо, а Кубизмо се многу добар бенд, меѓутоа некако им се раздвоија патиштата, па не можеме ние да ги споиме. Да. Ние пробавме да ги споиме Кубизмо за да ни бидат гости. Они има и со Шабан Барамович, и со Оливер Драгоевич песни, и со Джибони. Мислам дека наредните чекори ќе ни бидат да малку воспоставиме со тие бендови и со некоја, да кажеме, балканска звезда, па да направиме малку. Да, атмосфера. тоа би било навистина убаво. И еве сме на прагот на празниците, новогодишни божикни. Како вие ќе ги поминате овие празници и што си посакувате за следната година? Па и за нас, и за сите гледачи ваши на телевизија 24, посакуваме најубава, најсреќна музика да им ги топли срцата. Сигурен сум дека и чувството на среќа да им преовладува во 26-та година. Секоја година и среќата и тагата си зема дел од нашиот живот. Меѓутоа, еве, за наредната година ќе посакаме убава музика и среќа, светлина, убавина и многу важно. Ние од аеродром, од нас од аеродром, посакуваме чист воздух. Така е, нешто за кое што сме загрижени сите овие денови, тоа е загаденоста и ете, се надеваме дека овој проблем ќе се реши. Со чистиот воздух салсата е подобра. Ги молиме надлежните во општината заради салса музиката да ни дадат малку да ни овозможат да дишиме нормално. Апсолутно, тоа е клучно за сите. Не можеме да функционираме без чист воздух, дефинитивно. Голем почитувач сум ваш, многу ви благодарам за гостувањето, големо задоволство ми беше и се надевам искрено на ваши нови настапи и нови концерти. Дали вие знаете да играте салса? Моето прашање до вас за крај. Па, колку толку нешто. Срце ми игра, тоа дефинитивно е сега. Да, значи, еве ќе ве поканиме до нова година, како и сите бендови сме презафатени со настапи. После нова година ќе бидеме сосема растеретени и кај што ќе имаме по градските кафулиња или клубови кај што ќе имаме настап, ве каниме да дојдете да играте салса со нас. Обавезно и до сите гледачи покана. Верувам дека на социјалните мрежи може да дознаат каде ви се вашите следни настапи. Па да, имаме Тумбава салса бенд на Инстаграм, на Фејсбук. Обично се дознава каде вечер, па и се знае каде е. Така. Се дознава, фановите на Тумбава салса бенд си доваѓаат, играат, еве ги дознаат за концертот и тие што сакаат се јавија, дури од баш фановите кога во моментов кога
ги пуштивме картите во продажба, ни се пофали, а ја прв купив карта. Така да тоа е дел од музиката. Таа убави. култура, да. Ви благодарам многу, Петар, и до скоро видување се надевам. Ви благодарам. Почитувани гледачи, музичарот Петар Ренџо беше денеска дел од неделниот микс и толку убава кубанска енергија ни внесе во студио. Играјте и вие, слушајте и вие салса и секако да си ги почитуваме нашите македонски бендови, македонската музика. Ви благодарам што и во ова издание бевте заедно со нас. Имајте си убави празници, секако ние сме тука за вас и следниот викенд се гледаме. Довидување.